Никола ви кажуваше зашто сите треба бидете контент креатори, јас сега се надевам ќе ви кажам како сите може да бидете контент креатори и зошто. Секој од вас може да биде креатор. Зошто и како? Сега ги одговорам овие две работи. Јас стварно верувам дека ова е факт, by the way. Значи, ова преходно зашто секој може да биде креатор. Ќе почнам од зошто и после ќе ви кажам како дека секој може да биде контент креатор. Сите може да бидете контент креатори зашто сите што сте овдека и сите што живеат во модерниот свет моментално имате пристап до една супермоќ. Таа супермоќ ви овозможува сите вие да бидете контент креатор. Дали некој сака да погоди која е таа супермоќ? Океј, реторичко прашање. Како? Интернет. Нов слайд. Нов слайд. Бум, интернет. Браво. Да, интернетот е таа супермоќ што ви овозможува сите ви да бидете контент креатор. Зошто тоа е така? Затоа што интернетот е способност која што сите ние имаме инстантно да се конектираме со едно 5,5 милиарди луѓе во светот. Тоа значи дека ако го постирате правиот блог, го направите правото YouTube видео, го направите правиот Instagram Reel или YouTube Short или TikTok клип или Netflix серија, имате потенцијал да стигнете инстантно до милиарда луѓе. И тоа е нешто што не беше возможно пред едно 20 години, за Македонија на 10 години. Зошто е тоа важно, кога доаѓа до тоа дали ќе вие бидете контент креатор или не? Епа, ајде идеме сега во свет кај што немаме интернет. Ова ја го направив, by the way. Ова е едно мало селце, или представува мало селце, изградено со емоджис, каде што главна дејност е рибарење. Да речеме дека има 1000 жители овдека и тука е родена Сара и нема интернет. Во ова градче има едно школо, еден плоштад, главна дејност е, како што реков, рибарење, така да Сара не имала можност да се изложи на некои многу интересни други работи од интернетот, но да речеме дека имала поголеми браќа 3, тие браќа татко им се фокусирал да ги направи рибари, она имала многу време и поминувала многу време со бабај. И полека почнала да навлезе уплетење шалеви со бабај. И со тек на време тоа мало хоби преминало во пасија. И после 10-15 години Сара веќе на отприлика 20 години ќе речеме ќе има. Станува многу добра во правење шалеви и обожава тоа да го прави. Но сега шо? Не сака да биде рибарка. И сака да направи кариера од правење шалеви. Епа без интернет во нејзиното село од 1000 луѓе може ќе продаде 10-20 шала, ама она сака повеќе. Во случајот без интернет, она ќе треба да почне да патува и дали со авион, дали со кочија, дали не знам шо, ќе треба да се рекламира, флаери да става во некој град кој ќе отиде и да закажува настан и да презентира. И да речеме дека стварно многу добро тоа што го прави, нели, закажува настани, супер маркетинг, патува на секој ден или во нов град, пак да речеме дека ќе пополни на оваква соба со 100 луѓе, 200 луѓе. Наспроти, ако има интернет, таа ќе се сними еднаш, тоа цело знаење више 15 години со баба што правила шалеви, ќе презентира онлайн и правата публика не ќе најде по автоматизам. Ќе пишат how to knit a scarf и после година дена YouTube каналот на Сара Scarves ќе има 1,5 милиони views. За 1,5 милиони views со ова лево, она треба 80 години да помине ако направите некоја математика. 200 луѓе по 2 недели пута 75 години отприлика 1,5 милиони. Заради тоа, сите ние ја имаме оваа супермоќ да бидеме контент креатори, што сме немале пред едно 20 години. Така да одговоривме зошто. Сега како? Најде го вашето плетење. Што е тоа што за Сара било плетењето, а за вас е било шо? Појма немам. Тоа убавината, by the way, на човекот е што секој од нас го има тоа. И за секој од нас е тоа уникатно нешто. Ево го пак Навал, Никола го спомна. Ја и Никола делиме ментори помеѓу други работи.
Навал вика, you can escape competition through authenticity when you realize that no one can compete with you on being you. И тоа е многу мокно кога ќе се сконта што значи. Тоа значи дека ако го најдете тоа вашето плетење, тогаш немате конкуренција и само треба да трукате тоа. Тоа исто така значи дека не треба да имитирате, така да немојте да пробате да бидете вториот Мистер Бист, вториот PewDiePie или вториот Лазаров, нема да бидете. Треба бидете првиот вие. Во точки што имам пишано дека, ќе го кажав тоа првото, значи не реплицирајте, зашто не може да ги победите во нивната игра. Наместо тоа најдете вашата игра, открите што ве прави уникатни, дефинирајте вашата ниша. Штом ќе го направите тоа, станувате непобедливи. Сум ја. Зошто никој не може да се проварува со мене кога станува збор за подкастот наречен How to Make It for Macedonia. Значи прво, ова се сите работи што ја несвесно ми се случиле во животов и ми направиле да бидам супер подкастер на оваа тема. Значи прво имав пристап до интернет на рана возраст, тоа значи ја конзумирав еден тон контент и од прилика знаев што работи, што не работи. Второ сум предприемач. Многу од луѓето кои што ја ги викам мојот подкаст се предприемачи и јас можам на нивно ниво да зборувам, не сум лајка, значи кога ќе ми збори за monthly recurring revenue или product market fit или што друго? ROI. Traction. Јас знам што сака да кажа со тоа. Потоа сум во фаза од мојот живот каде што препрашувам се. Имам силни мислења, но лабава ги држам. Искрено сум љубопитен за self-development, бизнес и луѓе и заинтересиран сум за филозофија и човечка психологија. И роден сум, едно небитни работи, роден сум и цел живот живеам овдека. За подкаст што се вика How to Make It for Macedonia, по дефолт, јас автоматски сум покомпетитивен од сите подкастери надвор од Македонија. Значи, да, Джо Роган, Лекс Фридман и така натака имаат поголеми подкасти, имаат појаки гости, но за оваа мала публика во Македонија, јас сум можеби поинтересен бидејќи го имам тоа во Македонија и знам точно уникатно е како е да се успее овдека, затоа што имам уникатни проблеми со корупција, со лимит на можности, мајндсет и така натака, кои што нема го најдете кај Лекс Фридман или Джо Роган. Еве други македонци кои што имаат доста голема интернационална публика, чисто за да си ја докажам поише поинта дека е возможно тоа дека може да бидете успешни контент креатори на интернационално ниво. Прво е горе лево Хитчек, он беше на подкаст кај мене, се вика Стефан Нанев. Он е NBA суперфан и таа пасија кон NBA он има направено во кариера, така што почнал да снима видеа, YouTube видеа за NBA, да анализира партиите што ги гледа. И ги аплодирал и сега има милиони прегледи на секој месец. Потоа она што не најави Language Blondie се гледа, значи по секој контент што ќе аплодира, таа пасија и љубов кон јазици и затоа 2-3 месеци крена колку има 758.000 фоловери. Имаме Зентлен Марија кој што беше на мојот подкаст, таа има 1,1 милион фоловерс, живее во Велес, значи тука е и предава или ги учи луѓе низ целиот свет Advanced English. После Гонев, The Modern Nomad, тој е еден дечко што исто во Македонија и се го снима својот номадски живот, како готви и живее во природа. Филм Тузијас горе десно, се 20 дечки од исто тука од Скопје, имаат огромна љубов кон кино и кон филмови и имаат направено екстремно cool Instagram профил кој што прават вирални едити од филмови и до тоа ниво кај што ги имаат викано јаки фаци у Холивуд да журкаат со нив. Ова доле десно може вие да видите. Што е тоа во кое што ќе бидете најдобри? Запрашајте се. Значи, повториме. Најди ниша во која што си уникатно товар, искористи го интернетот како потпора да изградиш публика, изгради заедница од својата публика, стани посредник и двигател на заедницата, претвори ги твоите профили на социјал медија во форуми за дискусија на твојата ниша и направи кариера од се. И најбитно, do it. Као не се аплауси, чао, пријатно си идеме се враќаме, као направете нешто, снимете, аплодирајте, направете го. Јас вака почнав. Значи, ова беше кај мене дома, отидов до артист, земав
сталаци, пар сталаци, пар микрофони, пар слушалки, пар рингlaјци и трајпод со танхоч и нова снимав. Го викнав братов десно, ова е првата порака што имав кон него, првиот DM од љубовта. И од тогаш претходно не се знаевме, сега сме многу блиски. И тоа е тоа, the rest is history, кој што викаат. Да, ја влегов у стан, видов кауч и камери. Сега може, ајде.